Почитувани гледачи, добар ден. Добре дојдовте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди. Издание посветено на актуелни теми. Ветар, доста и променливо време изминатава недела прави доста проблеми, особено ваквата пролет прави сериозни проблеми за пчеларите. Ние го посетивме Гевгелискиот регион, регион кој што станува се поатрактивен за сите професионални пчелари, оние посериозни пчелари, бидејќи сите тука некако си наоѓаат помали парцели, тука ги селат преку зимото своите пчели, за да имаат подобар старт. Порано тука тргнува природата, порано тргнуваат пчелите, полесно презимуваат бидејќи тука е по на југ и потопло, но веќе и овдека оваа пролет имаат сериозни проблеми заради времето и временските услови. Еве и денеска гледате ветровито, пчелите едва и понекоја излегуваше од пчелниот сандак, собираат полен колку за себе да имаат доволно да го одржат оној раст, оној прогрес што го имаат во пчелното семејство, но проблематична е оваа пролет доста за сите пчелари. Како ќе биде натаму, ќе следиме и ќе информираме, а ние поразговаравме со еден млад, но доста искусен пчелар кој што зад себе има 20 години искуство и токму ќе ги нагласиме овие моменти колку се значајни во вакви климатски промени, во вакви климатски услови. Две работи ќе испаднат и ќе бидат многу важни во периодот кој што следува. Во контекст на климатските промени многу е важно пчеларите да размислуваат за селење на пчелите и за селидбено пчеларење, а од друга страна мора да сватат важноста да одледуваме македонската пчела Апис мелифера македоника, која е аклиматизирана токму за вакво поднебје и преживеала и вакви климатски неповолности, адаптирана за вакви услови. Другата тема на која што ќе зборуваме во денешната емисија е договорното производство. Почнуваат сериозните компании, извозни компании, да организираат договорно производство. Проектот е сега за почеток на една од таквите наши познати извозни компании преку сливата, преку модрата слива и грозието, трапезното грозие, а понатаму планот им е да се прошири тоа целото. Идејата е да праќаат стручни агрономи директно на нива, да ги подучуваат земјоделците, да внимаваат со што се прска, како се прска, во кои концентрации и да се запазат сите каренци, сите препарати да бидат дозволени за да нема никаков проблем понатаму за извозот за европскиот пазар. Многу добра идеја, многу добра практика. Верувам дека овој модел ќе се пресликува понатаму и во другите сектори, во воштарството и во грозието, и ќе носи поголем бенефит, а и агрономите ќе го најдат своето место како струка во производството на квалитет кој што не само за извоз, веќе ќе се бара и за домашниот пазар, и со влезот на големите гиганти на маркети, и тие ќе ги барат тие стандарди, а полека и пазарот ќе ги наметнува тие стандарди, да мора се да се следи и да се води евиденција како се третира. Во денешната емисија се и стручните совети, акцент се става и на лозарството, и на производството, и на пченка, на заштитата, и на хербицидите, така да бидете со нас. Почнуваме по првата рубрика, тоа се агровестите. Строга забрана за поставување фотоволтаици на најквалитетното земјоделско земјиште од 1 до 4 категорија, забрана за возење по ниви, строги правила за градење на земјоделски површини и задолжително враќање во првобитна состојба на државната земја што се дава под закуп. Тоа е само дел од новиот предлог закон за земјоделско земјиште. За да се спроведе успешно законот, предвидено е и формирање на нова агенција за управување со земјоделско земјиште. Законот предвидува земјоделското земјиште и понатаму да се третира како добро од општ интерес со посебна заштита, а државата преку новите правила сака да спречи неконтролирана урбанизација и уништување на обработливите површини. Според предложените законски одредби, највисоките глоби до 25.000 евра се предвидени за невраќање на земјоделското земјиште во првобитна состојба. Платежната агенција информира дека со последните направени контроли за директни плаќања за тутун од реколтата 2024 година од програмата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за 2025 констатирани се разлики кај дури 91 тутунопроизводител. Според Законот за земјоделство и рурален развој, изготвени се решенија за поврат на средства во вкупен износ од 20,9 милиони денари. По дополнителната проверка е утврдено дека кај дел од тутунопроизводителите констатирана е разлика поголема од 30% помеѓу пријавените површини и оние кои се утврдени со контролите, зашто законот предвидува целосно исклучување од користењето на директни плаќања за дадената година. Министерот за земјоделство Цветан Тримфуновски информираше за откупот и пласманот на пролетната зелка, како прва пролетна култура на пазарот, која во Струмичкиот регион најмногу се произведува.
Она што е последен податок е дека од почетокот на годинава се откупени над 60 милиони килограми, што е за 8 до 9 милиони килограми повеќе во споредба со истиот период минатата година, што е показател пак за пораст на производството. Тој додаде дека процесот на откупот на пролетната зелка се уште е во тек, но веќе влегува во својата завршна фаза. Министерот за земјоделство на Србија Драган Гламочик отвори предавање за одржлива употреба на производи за заштита на растенијата во Нови Сад и нагласи дека оваа тема е од големо значење за безбедноста на храната и јавното здравје. Тој додаде дека во Република Србија е организирана обука за сите професионални работници за заштита на растенијата и дека 60.000 од нив поминале обука која ќе продолжи и во иднина. Планот е следната година да има решение така што кога граѓаните ќе дојдат да купат производи за заштита на растенијата, нема да можат тоа да го сторат без рецепт, рече министерот за земјоделство на Србија. Главната тема за денешната емисија ни е договорното производство. Една сериозна компанија која што извезува овошје и грозје за европскиот пазар, воспоставува систем на договорно производство кое што е контролирано од стручни агрономи. На овој начин агрономите си ја наоѓаат своето место во целиот синџир на производство на квалитетна храна, која што наменета за извоз и ги исполнува сите стандарди. Извозната компанија добива да има квалитетен производ за кој што ќе нема проблеми никакви при извозот и само ќе има секоја година си поголема побарувачка. Земјоделците добиваат и стручна заштита, поголеми приноси на тој начин, помали давачки за препарати, бидејќи нема да се прска непотребно, ќе се прска исклучиво со тоа што треба, ќе научат целата технологија за понатаму да знаат и самите тоа да го прават и ќе знаат и за кого произведот и по која цена. Една новина, една многу интересна активност имате на терен. Одевте редовно, помагавте со совети кај земјоделците, сега проширувате на некој вид на договорно производство. Која е идејата, од каде идејата, која е крајната цел? Идејата за проектот контролирано производство со сигурен пласман, фирмата, освен што има собствено производство и го произведува по европски стандарди, они се и едни од најголемите откупувачи на земјоделски производи во нашата земја. Целта е тие земјоделски производи што ги откупуваат они да бидат со препознатлив квалитет, да бидат одгледувани по европски стандарди и на тој начин они да бидат поконкурентни на европските пазари, за ние како земјоделци да добиеме повиска цена. Значи, нашата задача е да одиме редовно на терен, да му даваме на земјоделците совети за заштита, совети за прихрана, совети кои препарати се дозволени, агротехнички мерки. Целта е да добиеме добар производ и то квалитетен и тој производ да добие висока извозна цена, со што тука они би можело да понудат добра цена и тоа би било добитна комбинација за сите. Случува да земјоделецот мисли тој препарат е на европска листа, го има по аптеки, си прска, а може да направи проблем. Им давате ли точно совети кој препарат е за која култура е регистриран, што е многу важно бидејќи се работи за извозни производи, за неевропски пазар? Да, тоа најчесто се случува како појава, како проблем, иако некои препарати се дозволени за употреба во нашата земја, тие конкретни препарати не се регистрирани за тој производ, примерно за слива. И тука може да настане некој проблем при извоз и при продажба на странски пазари. Меѓутоа, тука сме ние тоа да не го дозволиме и му даваме препораки на земјоделците да прскат стрикно со препарат кој што е регистриран за таа култура, во нашиот случај слива. Исто така, многу важно е што ние ги запазуваме каренците, тоа е најбитно, за да при продажба во странство се земат мостри, мостри, таму е многу строго и доколку не се запазуваат тие каренци, нашите откупувачи плаќаат пенали и на тој начин може да му спуштат и цената на производителство. Фактички сите ги плаќаме, тоа е непрофесионализам.
Не само за извоз, дојде време, еве, големи маркети се најавуваат, ланци ќе сакат да откупуваат производи. Кај нив првата работа е, основната работа е, нели, да се грижат за здравјето на потрошувачите, а тоа е да се знае како се прскани, како се третирани. Се водат ли ги учители да водат некакви евиденции, книги, да има следливо? На почетокот беше замислен проектот да оди само преку Вибер група, Вибер комуникација. Меѓутоа, нашата идеја, ние му ја споделивме и на швајцарската програма за зголемување на пазарната вработливост име. Тие веднаш ја прифатија нашата идеја со Баџо и на тој начин проектот стана многу попрофесионален и се доби многу на квалитет. Се доби со тоа што се овозможи финансиска поддршка и помош за ние да можеме да идеме редовно на терен, да можеме да му правиме обуки на лице место на самите сливари и секојдневно да сме во комуникација со нив. Точно ја гледаме состојбата на лице место, како е, Да не се прска непотребно. Како е, што е и на лице место му даваме препораки и сме секојдневно во комуникација со нив. Дали на терен, дали телефонски. Како што може да видите, резултатите може да се видат и од самиот насад. Сега за сега има оличен род, здрави плодови. Тоа е сето затоа што имаме заемна соработка и меѓу нас и меѓу самите земјоделци. Сега за сега во овој пилот проект кукави површини сте пазите, ги надледувате за кукави површини, станува збор, има ли простор за ширење? Сега има над околу 70-80 хектари на над 40 производители на слива. Се прошири на други култури? Овој ваков проект сличен да го работиме и на винова лоза од Тиквешкиот и од Валандовскиот регион. Значи, одиме на терен, даваме препораки, луѓето ги слушаат тие препораки и на тој начин им се контролира нивното производство. И каков е менталитетот на земјоделците? Има ли проблеми? На почетокот дор да се фати ред, слушаат, не слушаат, пробуваат нешто по свое, па ги враќате назад. Со какви примери се случи? Па имаме такви мали потешкоти околу првото прскање, некои веќе земале, некои си терале по старо, некои земале препарати кои што може да поминат, меѓутоа не се регистрирани за таа култура. Ние тоа успеавме да му го објасниме и во наредните неколку прскања што ги имаме после првото, луѓето стрикно се држат до нашите препораки и дури сами сликаат, покажуваат. Исто така му кажуваме на кој начин да ги мешат препаратите, кога е најдобро време да се врши заштита. Се очекуваат ли зголемени приноси? Дали е исто сами кога на своја рака прскале зашто виделе дека комшијата прска или вака кога е стручно, се очекува ли зголемени приноси? Ние направивме една евиденција како било пред нашиот проект, како ќе биде после нашиот проект. Се очекуваат многу поголеми приноси отколку што било претходно. Тоа и благодарение и на стручноста, на заштитата редовна, на советите за прехрана. Меѓутоа исто така и благодарение што ова година и родот ни остана неизмрзнат и се надеваме на многу поголемо производство. Вака како што изгледа ќе има богами високи приноси. Да, високи приноси, дури сметаме дека треба да има и проредување на некои локации каде што има повеќе слива. Овие странски проекти, како овој швајцарски проект, од секогаш биле наменети, целта им била да дадат некој правец, да покажат како може во иднина да бидат работите, да се мултиплицираат на повеќе. Сметате ли дека ова е иднината и на агрономите да се вклучат? Државата треба да најде некој модел вака да ги вклучи агрономите на терен? Ние благодарение на овој проект запосливме уште 20 агрономи во нашиот тим за да може да го пополниме целиот терен. Овој проект е одлична можност да и самите земјоделци да научат нешто од нашите агрономите и на крајот ќе ги видат бенефитите. На овој начин ние работиме по европски стандарди и ќе немаме проблем нашиот производ што ќе го произведеме на самата нива да го пласираме. Сега за сега нас не е во план да ги работиме овие две култури, винова лоза и слива, меѓутоа за следната година, освен што ќе ги работиме овие култури, мислиме и да работиме и во делот на градинарството и за некои други култури за кои што има интерес. Затоа што мислиме дека тоа е вистинскиот начин на кој треба да
движиме кон по-квалитетно и европско производство. Каква површина е, кој сорт? Површината е близу 50 декари, од кои половината се сопствена површина, половината се концесија. Постариот насад е веќе 18 години, а овој помладиот насад, што се површините под концесија, тоа е 3 хектари, 30 декари. Он е 10 години стар. Од каде идејата? Сите тука чушки френки одледуват, вие сливи? Па види, Како тргна целото? ми тргна, годините минат, ние не можеме повеќе да работиме градинарство тие работи и се определивме, имавме и лозје, ама и оно има многу работа, затоа Се е малце повеќе механизирано. Па се е со механизација. Се што се работи, се е механизирано. Колку е важно, колку се важни советите што ги дават агрономите кога доаѓаат на терен? Почувствувавте ли разлика во тоа, дали на време ќе се испрска, дали помалку трошоци се прават на крај? Да, соработката со агрономите е комуницираме. Нешто по потреба, нешто они пишуваат, поштуват. Иначе синот, тие што ги имат состаноци, тие синот со нив има работа дека е насадот, а јас сум припомош на синот, помагам. Да, како пензионер. Како пензионер, иначе јас сум по струка тоа. Така. Да, иначе соработка за запрскање стрикно, што ќе кажат они, ви кажа предходно и колегата Блаже, која е целта на проектот и се придржуваме према нивните препораки. Ако сакаме да извезуваме, мора Да, мора да се придржуваме. Мора. Ама крајната цел кога нема да се грижите за пласманот, многу значи. Па тоа е најважен, пласманот. Пласманот е најважен. Минути предвидени за блокот стручни совети, а во нив акцентот е на превентивната заштита. Вториот дел од емисијата ја посветуваме на пчеларството. Поразговаравме со еден наш доста искусен пчелар, млад, но зад себе има 20 години пчеларство. Тој го затекнавме во Гевгелија, ќе поразговараме за условите зошто ги сели своите пчели во Гевгелија, па во Велес, па во Каменица, зошто е важно селидбеното пчеларство во вакви климатски услови и каква е оваа година со овие ветришта, со оваа пролет која што е толку променлива, како се одразува во пчеларството. Какви беа почетоците, од кога се заљубивте во одледувањето пчели? На колку години почнавте да се шетате низ пчеларни? Па, пчеларското искуство веќе 20 години помина, откако одледуваме пчели. Заедно со татко ми, семејна традиција, ова не е наследено. Одледуваме, значи, наша автохтона медоносна пчела и ги произведуваме сите пчелни производи. Специфика за нашето пчеларење е тоа што ги селиме пчелите, односно ги транспортираме од регион во регион каде што има појава на пчелна паша. Започнуваме најпрво од југот, од Гевгелискиот дел и потоа сега се наоѓаме во околината на Гевгелија и потоа ги транспортираме на локации каде што се повисоки, пратејќи цветањето и фенофазата на медоносните растенија. Која е предноста на населењето? Имате мака, има работа, да се преселат 500 сандаци не е мала работа, но која е предноста? Зошто Гевгелија, зошто потоа Велес, па зошто потоа Каменица или каде одите? Така. Значи ние ги зазимуваме тука пчелите. Зимскиот период е многу пократок, зимските денови се помали. Полесно презимуваат, многу брзо се развиваат пчелите без дополнителни трошкови во однос на стимулација во однос на развој на пчелата, самата се развива. Потоа исто така искористуваме една пчелна паша, најчесто ливадската паша е овде, ја искористуваме и практички кога ги селиме пчелите, ги селиме секогаш во добра кондиција со цел да ги искористиме наредните две паши кои што ни се, да кажам, главни паши. Исто така предност е од тоа што можеме да добиеме не само повеќе мед и квалитетен мед, туку и разновиден мед. Значи, секоја регион си има засебна паша која што дава специфичен мед по боја, по арома, по вкус. Така да, например, тука имаме ливадски мед, кај што ги селиме, потоа имаме мед од чалија, од рака, кој што е многу квалитетен мед. Потоа ги носиме на костен, каде што косвено дополнително во период кога е најчесто тоа е негде средината на јуни и почетокот на јули месец, кога има сушен период во ниските делови, ние ги носиме на планина, на тој начин ги одржуваме во добра кондиција. Таму остануваат негде до крајот на август месец, потоа септември месец повторно ги враќаме во зимовникот, односно во Гевгелискиот дел, каде што пчелите зазимуваат и на практично некој начин имаме одржливо пчеларење без многу инвестиција,
ние да можеме само да ги користиме пчелите. Сега има некои не се недостатоци, туку дополнителна работа е тоа што треба побрзо да ги менуваме матиците, бидејќи тие се износуваат. Меѓутоа за таа цел ние имаме и оплодници каде што самите си ги произведуваме матиците. Кога ќе се каже селидбено пчеларење, порано се мислеше тоа дека е камион треба да купи пчеларот, па на камионот да ги стаи пчелните сандаци па да го сели. Овој попрактичен начин е многу по-доходовен и по-едноставен за работа. Имате 2 пати, 3 пати селење во годината. Колку е важен изборот на микролокацијата? Тука сте блиску до Вардар, не е само да се каже Гевгелие, Гевгелиско. Сепак треба и да се одбери локација и во Велес, предпоставувам каде што сте. Секако треба правилен избор да се направи. Добро е да има пристап, инфраструктура каде што ќе можеме ние со возилата да имаме пристап кон пчелите. Значи пчелите се поставуваат во редови кои што се пошироки. Потоа ова селењето бара добра организација и постојана работа на терен, бидејќи е интензивно пчеларство, значи немаме простор многу за одмор, како и пчелите што работат, така и ние со нив ги пратиме на некој начин. Се организираме со повеќе комбиња, за отприлика 3 до 4 дена ги транспортираме сите пчелни семејства. Ако сме добро организирани со луѓе, така да изводливо е се, веќе проверено тоа. Малку да ја прокоментираме годинава. Некако оваа пролет, еве, ние сме веќе крај на мај, уште се расправаме со дождови, имавме и дури мрзнење на дел од лозајата во Свети Николско. Како се одразува пчеларството една ваква неспецифична пролет? Во март и во април имавме одличен развој, имавме добри временски услови, за разлика од веќе првата половина на мај месец, особено во почетокот на мај, каде што имавме подпросечни ниски температури, каде дури имавме негде на некои региони Македонија имаше и замрзнување на делот и од вошната паша, и од главната паша, особено и багремот исто така беше погоден во тој дел. Како едно од решението е и ова селењето. Ако негде киксне, да има каде да се оди. Да имаме втора можност и не и пчелите. Како се одрази тоа на поленот, на медењето? Вела дека треба да има топли ноќни температури за да има добро медење, дека им треба полен за развој. Ај сега ти си тука по на југ, другите пчелари повеќе мака изгледа имаат. Па секако дека имаат проблеми. И ние тука имаме проблеми, меѓутоа не толку големи, бидејќи го што спомнавте, повисоки се температурите, сепак има одреден принос на колку за нив и нели и полен за непречно тие да се развиваат. Во другите региони претпоставувам уште подрастично тоа. Ако е некој фиксен само на еден пчеларник, него ќе му зависи каква ќе биде пролета, ќе треба да кубори, прихрани ќе треба. Да кубори, треба да внимава повеќе на нив и исто така треба да се внимава во овој период од годината обавезно да се додаваат, да се прошируваат пчелните семејства, односно да се додаваат рамки или наставци со цел да не влезат во ројдбен нагон, бидејќи кога имаме лоши временски услови, кога пчелата нема работа, таа знае да влегува во ројдбен нагон, а кога имаме ројдбен нагон, нели секако таа сака да се изрои, на тој начин ги губиме дел од пчелите и на тој начин како последица на тоа имаме по-мали приноси на мед. Спомна, многу е значајна матицата. Често слушам од пчеларите кажуваат како за колата што е значаен моторот, за пчеларникот е значајна матицата. Таа е буквално моторот во самиот пчеларник. Колку посветувате внимание, колку е важно и сами си ги произведувате, зошто сами внимавате ли на тоа да биде Апис мелифера македоника, колку е важно и на тоа да се посвети? Да, ние одгледуваме исклучиво наша автохтона медоносна пчела, бидејќи таа е најдобро адаптирана и аклиматизирана на овие простори. Постоела со векови, дава добри резултати, ги произведуваме сами матиците, ги менуваме секоја втора година, бидејќи само добра и млада матица може да продуцира поголемо пчелно семејство, кое што ќе можеме тоа да го искористиме во однос на производството на пчелните производи. Секоја матица која што ја произведуваме, ја обележуваме да биде со соодветна боја за секоја година. На тој начин препознаваме кои матици ни се од лански, овогодишни и така натака. Оваа година каква боја се? Оваа година е бела боја. Кај производството на матици потребно да имаме одреден број на оплодници. Сепак таа технологија во производството си бара повеќе знаење и умешност, има повеќе начини како да се произведе матица. Ние работиме со пресадување на ларви, еднократно пресадување, имаме голем број на оплодници каде што тоа се едни беби мини пчелни семејства каде што служат исклучиво само
за производство на матици. Член сте во МАГБИ, учествувате во тие тестирања и селекција на македонската пчела? Да, член сум на повеќе пчеларски здруженија, исто така и во МАГБИ, каде што во здруженијето имаме тест, во секој член има тест пчеларници, каде што извршуваме одредени мерења и ја пратиме развојот на одреден број на пчелни семејства, медопродуктивноста ја пратиме, родбеното однесување, смиреноста на пчелата ја пратиме и одбранбеното однесување. Овие се неколку особини на нашите пчелни семејства, каде што потоа со податоците кои што ги собираме, истите се анализираат и произведуваме секогаш матици од оние кои што ни дале најдобри резултати. Така да сакаме селекција веќе трае неколку години, полека има напредок. Таа селекција трае повеќе години, пчеларското здружение МАГБИ или Македонска пчела Гевгелија трае повеќе од околу 11 години, така да во континуитет го работиме ова и еве сега веќе имаме резултати. Прво меѓу нашето членство знаеме дека навистина има издвојување од оние кои што не се селектирани и односно селектираните оние кои што се локални, не влезени во селекција пчели. Така, но вие како здружение произведувате и повеќе од вашите потреби. Претпоставувам дека било кој пчелар ако сака да си има соодветна матица, може да се обрати кај било кој член да си набави квалитетна матица, да биде и Apis mellifera macedonica и да биде и селекционирана. Па секако може, најчесто за нас произведуваме и за нашето здружение. За продажба може да ги контактира делочленовите, па оној кој што има, секако може да се обезбеди. Моето прашањето беше дека пчелариве што се по нови, по млади, по тазе, кои што не се толку на професионално ниво како вас, може да се приклучат да си одледуваат. Доволно е само да знаат да не подлегнуваат на оние огласи од увозни матици, само може да направат дополнителна. Увозните матици тоа се други раси на пчели кои што може да направат хибридизација со нашата пчела и на тој начин да се наруши генотипот на нашата медоносна пчела и секако тоа би можело да резултира со негативни последици. Така да апелираме да се одледуваат наша автохтона медоносна пчела. Кога ќе се спомне пчелар, главен производ е медот, но не треба да застанете само на медот. На што сте друго фокусирани, кои производи, некои произведуваат и отров, некои идат на други производи. Вие вашето, како е конципирано вашето производ? Покрај добро познатиот природен мед, ги произведуваме и останатите пчелни производи, тоа е полен, матичен млеч, прополис, пчелин восок. Правиме исто така комбинации помеѓу нив, значи углавном ги имаме застапено и ги произведуваме сите пчелни производи. Бидејќи не е само медот како главен производ, има еве на пример поленот е растителен протеин кој што кај луѓето може да дојде во замена за месо. Кој што е многу богат со минерали. Потоа прополисот ќе го спомнам, кој што е природен антибиотик, има известно антивирусно и антибактериско дејство. Матичниот млеч кој што е производ од самата пчела, значи не го собира од природата како што е нектарот или поленот, туку има млечни жежди пчелите кои што го лачат како секрет за младите ларвички и како храна за матицата. Тој е многу богат по состав, има голем број аминокиселини, витамини, минерали. И исто така, значи сите пчелни производи може да се воведат во секојдневната исхрана кај луѓето. Дури од најмален озес? Да, секако од најмален озес имаме, значи, да кажеме рецепти како се воведува. Поленот како се воведува матичниот млеч, на пример за деца матичниот млеч најчесто иде во комбинација со мед, така се воведува. Прополисот исто така има како се конзумира, така да До сега гледам има прополиси помеки варијанти, попријатни за користење, да не се толку љути, како да ја кажем, агресивни за грло или за шприцење. Да, имаме и на водена база, имаме 20%, 30%. Се се мислево? Да, битно е да луѓето не препознаваат како пчелари, да купуваат пчелар од доверлив, да купуваат мед од доверлив пчелар кој што знае дека се занимава професионално со пчеларство. Битно е да тоа што ќе го земе да биде етикетирано. Значи на секоја етикета, на секој мед имаме етикета каде што има РБО број, значи регистарски број на доаѓање на пчели. Тоа значи дека се знае од која локација е произведен медот. И дека е под контрола на државата, под Агенција за храна и ветеринарство. Да, исто така имаме и АХВ број, каде што сме регистрирани како примарни производители на мед и други производи, каде што си има АХВ број, регистриран објект, така да тие две
тие две ставки, да речеме, треба да се запазат при купувањето на мед и други производи. Веќе толку сте достапни, толку ви има, се трудите манифестации во сите градови, насекаде, секој може да дојде во контакт со пчелар преку тие манифестации. Доволно е само еднаш да земе телефон, после лесно е и за достава и за размена на мед, ако сака навистина да биде сигурен дека земал, да не подлегнува на оние превари што ги има по, не знам, сегде може да се најдат веќе толку се драстично се расшири. Пчеларите најдува шанса да се промовираат најчесто преку манифестациите кои што се организираат во последен период во голем број, во текот на есенскиот дел, почнувајќи од септември негде до кај намали работа, така. Да, до кај март месец, додека сме, да кажам, во градовите, веќе кога ќе почне сезона, повеќе сме во пчеларник на терен, така да ете имаат можност каде да не запознаат. Има сега и голем број на онлайн страници и платформи каде што се регистрирани голем број на пчелари. Исто така и ќе спомнам и кампањата Македонско најдобро, кој што има од страна на Министерството за земјоделие, каде што има и голем број на пчелари вклучени во таа кампања. Така да мислам дека сме сега веќе подостапни. И не само што сме достапни, треба да знаат дека и треба да се издвоиме од оној комерцијален мед, да речеме, кој што се увезува, кој што не е од македонско потекло, кој што најчесто е застапен во маркетите. Треба да не препознаваат нас, треба да ги препознаваат нив. Секогаш апелирам да се купува наш производ, да се поддржи нашето македонско производство. Сосема за крај, за сите оние што сакаат да почнат или што размислуваат да почнуваат, еве ти имаш почнато како доста млад. Кои се почетоците, кои се важни работи за почеток? Ќе има падни стани, ќе има проблеми за почеток секогаш. Како е принципот како се почнува? Важно ли е да земе добар ментор, да оди да учи, да чита литература? Кои се некои први многу значајни чекори за почеток? Така. За почеток треба прво теоретски да се подготви. За таа цел може да најде и да побара помош во локалните пчеларски здруженија. Например, во Скопје, нашето пчеларско здружение, каде што сум јас член, пчеларско здружение Матица од Скопје, секоја недела организира едукативни предавања на тема пчеларство. Може да ги посетуваат и да не е пчелар. И да не е пчелар, поканете се сите кои што се заинтересирани љубители на природата, на пчелата. Секако таму ќе најде голем број на колеги кои што ќе можат да споделат некој искуство со нив, секако несебично. Потоа, ако сака да започне со пчели, да купи помал број на пчелни семејства или пак најдобре со нуклеуси, тоа се помали пчелни семејства, каде што преку нив ќе гучи развојот, стадиумот на развојот на пчелното семејство. Се започнува најчесто од 3 до 5 пчелни кошници во првата година, како почеток е сосема доволно со цел да ги научи пчелите, да има навика како да ги сработува пчелите, бидејќи во секој месец од годината си има различни активности кои што треба да се направат. Кои се многу значени, ако не реагира пчеларот на време и како што треба, може да има и големи загуби. Секако, ќе има загуби, може да не дојде и до мед, така да затоа велиме постепено се учи. Пчеларството е наука, специфична гранка е, за разлика од другите гранки кои што ова е по-апстрактна материја, да кажеме. Така да си треба време, сето тоа убаво да се заокружи целиот циклус, целата година и со неколку години веќе ќе влезат, да кажам, во шема како тие да ги одгледуваат пчелите. И тука некаде е крајот на денешната емисија. Ви благодариме за вниманието со кој не следевте. Се гледаме само за 7 дена. До тогаш имајте пријатно неделно попладне.